Треба да се заблагодариме на високата порта водоверната кон вас. Вашето присуство, драг Мисирков, на голем број университети во Европа ќе ни овозможите да придобиеме македонската интелигенција разпрстата на исток и на запад. И тогаш кречат боголюбивите зборови на Свети Климент Охридски. По милост на Господа наш Исус Христос и ги упатуваат младите со писмо во спасение. Амин. Само еден силен отпор од наша страна ќе не одбрани од грабежничките посегања, но при денешната положба за такво дело не сме спремни. За тоа ни се потребни сили, а не нашите сили, разнебитени, раздробени. Значи треба да ги обединиме во една општа моќна сила, сила народна, ако сакаме да ја зачуваме идејата на нашата татковина. Тоа треба да биде стремежот на секој чувствителен, штогоден македонец, каде и да се наоѓа тој. Ништожник е оно кој има подобар пријател од својата татковина. Замислете си да се здружат заедно Мисирковштината на Господин Крсте, сепаратизмот на неговото високо преосвещенство Теодосија и автомоштината на Господин Петар Попарсов. Замислете, што би можеле да направат? Ништо. Драг Попарсов, заборавив да те прашам. Што станало со внатрешната македонска револуционерна организација? Прав и пепел е сторен. Кој е правта, кој пепел? И правта и пепелта се наши, и едните и другите се наши, а се однесуваат помеѓу себе како крвави непријатели, централисти и врховисти, леви и десни, лажни демократи и вистински демагози. Сите со спртно тешки спорови со своето минато, а Македонија е претворена во бездомна кучка, која не може да си го оплакува своите чеда, то што не се знае кој кого убива и во чие име. Значи едни наваму, други натаму. Едни наваму, други натаму, а Македонија никаде. Знаеш како почна да ни испивуваат на Балканот? Македонци ктили конци, кои су ни браки крпи, безники останали. А што станало со Гоце Делчев, македонскиот Гарибалди? Како не знаеш? Убиен е Делчев пред 23 години, предаден од наши, а потоа убиен од нивни. Не знам, а кога добив тумор во мозокот, ми се губи меморијата. А каде е Даме Груев? Убиен е Груев, предаден од наши, а потоа убиен од нивни. Може би таму на тој свет ќе реализира идејата за подземна република. А каде е Никола Карев, председателот на Крушевската република? Убиен е Карев, иде до 905-та, пролетта на Велите. Каде е Борис Сарафов, шефот на македонската дипломатија без држава? Убиен е Сарафов, иде до 907-та година. Каде се солунските атентатори? Орцетов, Пинков, Трчко, Кирков, Шатер? Се самоубија сите и напиша епитаф до слободувам на Европа. И ја заборе Европа. Остана само Шатер, се движи како сенка помеѓу Москва, Берлин и Царина. А каде е Сандански пиринскиот цар? Одам на тој царува мртно породенскиот манастир. А каде Ѓорче Петров, кажувај брате? Нек ти се наполнија 5 години од неговото убиство. Паѓаат на секаде македонски глави, едни од други убиени, а сите наши. Секој утро кога се будам, си велам, денеска редот ми е мене и се уште не сум убиен. Попарсов, почек. Значи, ние ќе дојдеме достига ни видена, ни чувена точка во Европа. Ке има Македонија, а ке нема македонци. Земи си ја шапката, брате Попарсов. Каде ќе одиш гологлав по оваа горештина? Родум е од едно многу познато место, што
цел свет го знае. Родуме ангелска душо во македонското село Постол, што е на истото место кај што е издигнат градот Пела, родниот кралски дом и престолнината на Александар Македонски, најголемиот освојувач на сите времиња. Значи, ништо не е случајно под небескиот свод. Како дете ми раскажуваше тој во Санкт Петербург, јас играв по истите ливади по кој јавал на конј најголемиот император на светот. Тој велеше дека Александар Македонски ја разнесе славата на Македонија. Во неговиот ум протекоа милиони зборови на сите светски јазици. Но Пела остана главен град во неговата биографија, кон која се приклучив и јас и нашиот син Сергеј. Тој секогаш велеше: Екатерина, кога ќе умрам, погребете ме во Пела, барем мртов да лежам во престолнината на античка Македонија. И потоа? И потоа ништо. По поделбата на Македонија во Балканските војни ми рече: ако е погребана Македонија во самата себе си, тогаш воопшто не е важно каде ќе бида погребан јас. И потоа? И потоа ништо. Си велам да има Божја сила во невидлива птица да ме претвори, нагроб со неговото тело да прелета преку сите распарчени делови на Македонија и тајно да го положам во неговата семејна гробница. И потоа? И потоа ништо. Се било едно големо ништо, а едно големо нешто сега како црн камен ми тежи овде на темево. Секој миг може да умре, а јас, жалната и црна кукавица, пари за ковчег немам. Не ковчег, а кочија за вас ќе порачам јас. Не ковчег, а кочија со која ќе отпатувате кон земјите и градовите на вашата љубов. Ви се молам, милостни сестри, порачете кочија со 4 бели аскар коњи и за љубовниот пар Крсте и Екатерина Мисиркови. Заболете ја смртта да го одложи својот суден час. Ангелски душо Божја. Драга госпоđа Мисиркова, ништо не е невозможно за Господа. Верувајте. Извинете, господине, простите ви се молам. Татко ми умира на третиот кат, а мајка ми ја нема. Кај вас ме прати докторот Давидов во врска со погребните трошици, а во врска со мајка ми која ја барам цело утро, а не ја наоѓа. Момче, застани бе, застани. Гледаш, овде има ред. Ајде, врати се назад. Кога ти дојде ред, кажи што можеш да кажеш. Но господине, татко ми умира, а мајка ми ја нема. Ми прелете една црна мисла да не се стварила под некој трамвај. И така јас овде останав сам. Родни ми пријатели немам. Сам сум со мајка ми. Момче, знаеш ли колку милиони луѓе умреа во Балканските војни, во Првата светска војна, во Грчко-турската војна, во размената на населението помеѓу Бугарија и Грција, во уште незапретаните македонски фронтови. Знаеш ли ти, момче, колку милиони беглаци има во нашата страдна земја? Знаеш ли колку татковци, мајки, колку синови и керки не си ги најдоа никогаш ме блиските? И мајка ти беше овде. Па да, исто ти го реков. Ти бе да си го гледаш татко ти, абе враци ќе ти умре како јагне. Што има побува од тоа таткото да умре враците на својот син? Но господине, нашето барање е во врска со ковчегот. Доста се ковчегот бе, момче. Ковчег па ковчег. Не разбере дека сега на Балканот не можеме како да преживеат здравите. Гладни, голи и боси. А тој ковчег па ковчег. Па ќе ви дадемо подолот на Александровската болница. Едно ново ангелско кебе да немеш, ќе го се копате, па ќе ми го вратите. Ајде, застани во ред. Господине, видите љубете, брзам, умира човек. Дали знаете каде можем да го поненам професор Крсте Петков Мисирков? Треба да им напише на прозорец. Првата врата, лево, кревето до прозорецот и за
Тие зборови беа првото охрабрување што еден светски блескав ум ги упети кон мојата. Би рекол целосно и исклучива посветеност кон мојата. Вие тогаш спомнавте дека вашето влијание со една препорака би можело да биде просто речено една мала потпора при моите први чекори, што би ги направил за да ја представам мојата музичка кандидатура во музичката академија. Прво е, ако имам препорака при професор Винстон Банет. Ќе му топнам на врата, тој ќе рече yes, па јас ќе му речам Sir, please, I have a letter for you from Krste Misirko. Do you remember him from St. Petersburg? Колку да велиш друго. Еве, не мора сега. Кога се одморите, ќе напишете 3 реда својоручно и јас ќе одам. Господине кандидат за оперски пеач, господине Михаил Коприштица, како влегувате без прашање? Ви се молам, зар не гледат? Ако се разбуди, може би ќе се сети на мене. Вие влегувате, а никој не ве провери. Знаете ли дека видните македонци се убивани насекаде низ Балканот и низ Европа? И знаете ли дека татко ми велеше, синко Сергеј можат да ме убијат во секој миг? Господине Мисирков јуниор, дали јас ви личам на убиец? Јас ли да го убијам човекот што го боготворам до небеси и од кого зависи мојата препорокјанска судбина? Може би ќе се разбуди, ќе го слушна мојот глас и ќе ми ја напише препораката за мене. Немојте ви се молам. Знаете ли што ми рече тој таа пролет во Копривница? Вашиот глас, Михајле, може и мртов човек да разбуди. Докторе Давидов, може ли нешто да се направи за да биде спасен? Знаете ли што, милосрдно сестро? Застанете малку. Знаете ли колку илјади години медицината се бори со смртта? Толку илјади години и колку што религијата се помирува со смртта. Но јас мислев тогаш кога прв пат го видов толку изненадени и се обрати на некој од државите со хируршка интервенција. Но на која држава? Тој е еден лингвист на еден јазик, но тој нема држава. И самите знаете дека може би македонците се најголеми идеалисти на Балканот, но тие немаат држава. Крсте Петков, Висирков, Македоне Белски, разбудете се! Професоре Иван Александрович, јас не заслужувам таа висока научна почест. Мојот идол, еден од најголемите лингвисти во светот, да ме посети на смртната постела. Крсте Петков, Висирков, Македоне Белски, дојдов да се поклонам пред вас. Омилен професоре мој, зошто да се поклоните? Јас сум никој и ништо. Само еден од вашите студенти во Санкт Петербург, што го пиеше секој ваш збор. Го употребивте вистинскиот израз кралска круна. Таа кралска круна јас ја видов на вашата глава, видејќи кога ме прашав каде сте роден, кога ми рековте дека дојдете од Македонија и сте роден во Пела, каде што е роден Александар Македонски, најголемиот император на сите времиња. Господе, како да ти се заблагодарам што го открив меѓу моите студенти
но пред тоа